често ние политичарите со полна уста зборуваме дека сето она што го правиме пред се за младите. Откако пред една деценија студентските и средношколските протести ја најавија промената на власта, новоформираната влада во 2017 ветуваше мет и млеко за најмладите. По 2 мандати власт на ДУИ и СДСМ тешко им е да се пофалат со завршени проекти за студентите и средношколците, бидејќи ретко кој го исполнија. Најмладите велат дека се разочарани од незаинтересираноста на власта, како и поради тоа што за остварување на своите права мора да излегуваат на протести. Велат, државата во моментов не им остава многу избор, освен да се заминат. Ние сакаме да бидеме горди на нашите универзитети и на нашата држава, но за жал многу е тешко да сте горди на нешто што едва или нималку функционира. Сепак студентите кои што останавме во Македонија, иако малку не има, секој ден се трудиме да привлечеме внимание на власта, да ги подобриме овие работи што на своја рака, што со притисок на институциите, но сепак слух добиваме само пред избори, односно овој период кога се ветуваат различни работи, а тешко тоа дека ќе се исполни од страна на власта. Таа потенцира дека во невладините кои се занимаваат со студентските прашања постојано пристигнуваат поплаки за нередовната исплата на стипендиите, бескрајните проблеми во студентските домови, како и ред други неправди кои ги трпат од неефикасните државни органи. А екс-премиерот Заев уште пред 8 години ветуваше нешто сосема друго. Денеска ја представивме мерката за студентскиот град во Скопје со модерни архитектонски решенија за студентските домови, со инкорпорирани фитнес сали, киносали, библиотеки, ресторанти, сето она што е од интерес на самите студенти. Ова беше ветено во планот за живот на СДСМ, но ниту студентскиот дом Гоце Делчев, ниту пак Стив Наумов не станаа студентски градови. Напротив, добија неповолен извештај од Државниот завод за ревизија. Мерките и активностите за развој на студентскиот стандард кои се преземаат од страна на надлежните државни органи не се доволно ефикасни и економични за остварување на одржливо ниво на финансиска самостојност на студентските домови, соодветно сместување и исхрана како и реализирање на проектите за реконструкција и проширување на капацитетите на државните студентски домови. Оние кои пак се на чекор пред студентскиот живот во неизвестност. Велат, многумина од средношколците веќе не се сигурни дали сакаат високото образование да го продолжат во Македонија. Најмногу поради искуствата на нивните постари другари, за кои студентскиот живот е постојана борба со системот. Напротив, наместо да имаме студентски град, дополнително на тоа сега моите колеги од информатичките науки немаат ниту зграда каде може да учат. Тоа е голем проблем, а во постоечките студентски домови немаме многу често немаме топла вода, немаме храна како што треба, едноставно имаме многу лоши услови за живот. Иако е тренд младите да се одселуваат од Македонија, многумина се решителни и сакаат да направат промена. Досега студентите излегоа на бројни протести, поради доцнењето со исплатата на стипендиите, нискиот студентски стандард, а последен во редицата беше протестот на најголемиот факултет во државата, Финки, кој покрај изградениот нов објект. Тие се уште се во бараки каде немаат услови за настава.